Така е, никој да не знае освен јас, вие и нашиот гостин. И веднаш започнуваме заради тоа што знам дека ќе немаме време за да се докажеме. А кој е тој? Ви кажувам со неколку реченици како увод. Тој е човек кој одлично пее, умее да се снајде и во народно и во забавно, ама сепак избра забавно. Неговиот татко е многу познат во светот на народната музика. Кога бил мал не сакал да пее, некако се срамел, како вели во едно интервју. Одлично се представи на бугарскиот идол и тоа на само 19 години и така тргна се. Вели дека сретнал луѓе во животот кои сметале дека е арогантен, ама како вели за себе самиот, ама напротив тој се смета за многу комуникативен човек. Ако не е музичар би бил актер. Не се чувствува дека е во сенка на неговиот татко, всушност тој и го научил да свири гитара, му помага околу компонирањето, би се вратил во 80-тите години, вели тие биле најплодни за музика. Бил немирен ученик, да не речам со фудбал скршил канцеларија на кого друг ако не на директорот, најмногу сака да патува, ужива во секој ден, сака да спортува, сака да готви, да се дружи и мисли дека меѓу музичарите нема другарство. Александар Тарабунов, ова никој да не знае. Како мислам дека меѓу музичарите нема другарство? Таков е еден наслов овде. Не знам таа работа. Јас Не мислам дека има. Има? Па има, да, јас например со сите си се дружам од колегиве. Добро, може би мислеја некакви... Не секој ти мисли добро, тоа е факт, ама... Па уни ти го излекле овој наслов. Па може би, да. Да. Значи, ја почнуваме од тоа. Има многу кул колеги од... Мислам, од естрадава, што супер си функционираме. Значи има другарство. Па да, како секоја професија. Добро. Мислам, сегде има сопки, така. Добро. И во твојата работа има сопки, во сите, така да, најнормално. Мислам дека ова е посуетна за тоа. Ти како вајбаш со луѓето сега и некојаш и погрешка може некој да ти направи лошо. Зло, да. Добро. Се почна од еден касетофон, да, на кој што се снимаше како пееш, и не знам дали знаат гледачи, таму и добиваше бакшиш од еден твој комшија. Од комшијата на трети. Добро. Па како мал, то... Во имам спомнувано некаде, не знам. Во едно интервју. Како мал многу сакам, зашто јас во принцип сакам гласна музика. Добро. И слушаш гласна музика? Да, кога е добра песната, сакам да ја почувствувам гласно. Добро. Тоа ми е од детето. И имав еден касетофон, кај што беше со два звучници, знам дека го попуштав до крај, како дете, и си ги пеев македонскиве хитови од... И имаше многу хитови тогаш. Да. И чекавме да ги снимиме на касета. А прво ги снимаше на касета? Да. После ги преслушуваше? Да, и си така си пеев на гласно и така касетофонот и ќе си пеам. И комшијата му стана навика на комшијата од трети. Добро. Еднаш неделно ќе ми чукне на врата, браво бе, Аце, вика, како пееш, еве ти 150 денари, знаеш, ја онака ги зимам како... Да, али тога 150 денари беа како сега некој... 500 денари? Па не знам, како 1500 денари да ти дам. Навистина? Па тогаш така некако, не знам, имаа повеќе вредност парите. И многу бев среќен и викам, па ова не е лошо. Па не е ова така лошо, да. А кој беше периодот кога всушност се срамеше? Кога те прашуваа на какви... Како помал, да. Добро. Се срамеше... И сите ми га, ти ќе бидеш пеач. Како таткот и ја, како некој инат, знаеш, детски инат, кога сите ти викаат едно, ти нема да биде така. Близнакот во мене. Вториот во мене? Да, се бунеше, али како созреваш, тоа си доаѓаше сосема природно. Така е, да. Прв настап, сега не ги збориме за таков некој, ама и тоа е полујавен, да речеме, во школа на патронат, ама пред во школа на патронат шеташе и низ училница. Низ училници со Андреја, таа е керката на Дарио. И Андреја супер пееше и не приметија дека... А вие на одмори пеевте, како ве приметија дека знаете да пеете? Не, па ние, мислам, тоа се дознава. Така е. Имаше еден мал синтесајзер. Добро. Да, и знам дека тогаш беше актуелна темата од Титаник. И јас пробував на уво да ја фатам. И успеав во тоа. И ми беше омилена Титаник, као хит ми беше кај да седнам да свирам, само таа тема ја свирав. И со Андреја видовме дека и она е многу талентирана за пеење и наставниците рекоа вие ќе одите по училници да пеете, некои песнички, не знам, за млада партизанка, некои такви имаше, да.
И си приета. И другарчињата малце како им беше криво зашто ние напуштавме часови си правите што се сакате најмногу. Тоа беше најголем успех да излезе од час. Да. Да, дури лажеш дека ти се оди до тоалет само да излезе од час. Само да не си таму. Да. Сега. Баш не беше интересно. Во едно интервју си рекол Андреја, вака. 100% ги. Ако гледа, не се љути, да. Не знам, ова е одамна интервју, не знам дали е сега така и дали повторно си сретнал некој човек во животот. Велиш, сум сретнал луѓе што сметаат дека сум арогантен, дека со мене не може да се разговара, а напротив, јас сум многу комуникативен човек. Мене не ми е проблем да застанам и со секого да направам муабет. Тоа и го правам. Сакам да се дружам, моето мото е дека колку повеќе пријатели имаш, толку си побогат човек, затоа што од секого можеш да научиш по нешто. Кои беа луѓето кои ти рекоа дека има ден денес што ми се блиски пријатели? Дека ти кажува дека си арогантен, изгледаш арогантен. Вика на почеток кога те видов, вика не можев да те сварам, да те смислам, вика не знаеш онака изгледаш како леле овој колку ме нервира. Добро. И вика после седнав со тебе да направам муабет и сватив дека сосема погрешно мислење сум имал, дека си супер кул, комуникативен. Да. Добро. И напротив вика многу те прифатив како човек, те засакав и така. Да. А како ги бираш пријателите ти? Близнакот како бира пријатели? Па, не знам, јас сум човек што 100% и другите имаат таа вештина, у истиот момент да приметам човек дали има добра мисла, добра намера, дали е завидлив, дали е љубоморен, дали е лош. Има и понекогаш луѓе кои што ќе ти направат таква една добра маска, да не можеш да ги приметиш од прва, али мислам дека со тек на време тоа мора да исплива. Ќе го приметиш или ќе ја приметиш во еден момент може тоа да се примети. Многу е лесно. Искрен си? Искрено Јас кажувам. влагам искрено секаде. Добро, ама и кажуваш ли? Кажуваш ако нешто не ти се допаѓа? Нормално, одма, да. Не можам, не сум ја таков да прекјутам. Мислам дека немам ни потреба да прекјутувам работи. Зашто на крајот од денот еден живот имаме, зашто да си го трошиш ти времето со некој што е циничен, што некој ти прави сопки или некој што те влече наназад, а не те инспирира, не те поддржува во тоа ти што си решил да го правиш, така да. Така е. Мислам дека треба сите да бидеме поискрени, малце и се ќе биде како што треба. Така е. А овако научи со време или од секогаш си бил таков? Од секогаш. Од секогаш. Неправда, јас сум и со наставници во основно, значи порано имаше стари даскали што делка прачки да те, знаеш, пружи раката да ја тогаш сум се сум се спротиставил, не можеш да ме маваш ти мене, знаеш. Како се случи со фудбал да уништиш прозорец? Тогаш тие детски бели. Не сакајки или сакајки? Не сакајки, да. Од кај ти се информации си ги. Добре. Ме наврати во детство, скроз. Да знаат луѓето. Иначе фала за кафе, ова не го прават други. Да. Го гледаме и слушаме во продолжение додека Александар пие кафе, Павле Камиловски, еден од неговите пријатели од естрадата, да видиме што вели тој, ама има Павле и прашање за Александар. Со Тара се познаваме речиси цел живот. Израснавме во исто мало и сме другари многу години наназад и нашето другарство и пријателство трае до ден денес. Оно што можам да го издвојам за него е дека е исклучителна личност, има исклучителна персона, пред се е добар човек. Неговата душа е многу чиста и многу искрена, што денеска е многу ретко како особина некој човек да го поседува тоа. Што се однесува од професионален аспект, според моето скромно мислење, он е еден од најдобрите машки вокали во Македонија, па и пошироко. Јас му се воодушевувам едноставно каков уметник е, каков артист е. Без разлика дали компонира музика, дали пее, дали пишува текст, он е музика. Он е дефинитивно музика. Тече музика од сите страни кај него. Вистински му се воодушевувам. И многу ми е драго што едноставно го имам поред себе како другар, па и како колега. А она кое што
му е на некој начин мана, што сите ние си имаме мани, нели? Би рекол дека можеби во одредени моменти знае да биде малце побрз, така, поизбавлив, но никој не е совршен, нели? А она што сакам да го прашам е кога ќе снимеме дует? Каков цар. Да, добра спојка. Благодарам на Павле Да. за убавите зборови. Така дури се Почувствува прекрасно. Па да, А кога никој кога некој кажува убави работи за тебе, а тоа не очекував помалку нешто од Павле. Така да ти благодарам, Павле. Пред да дојдеме на емисија, бевме заедно со него во моето студио, спремаме една нова песна за Павле, која што е многу емотивна, он така посака нешто балада. Балада, али емотивна, кај што ќе може да ја раскаже целата приказна. И мислам дека го добивме тој ефект, баш денес ја проба, го баравме тоналитетот каде највеќе ќе му одговара. И не знам што ми се случи, што мислев дека сум од 4 сатна емисија, дури го брза Павле, ајде викам да убрзаме, да не закаснам на емисија. И сега стигам и ти ме гледаш и ми кажеш од 5:30 сме на емисија. Супер. Ама добро, супер си помина во Телма, што? Па реално супер, да, и нормално. додека чекавме, ќе одвојам дека со дел од екипата си отидовме до До каде? Ќе кажеш? тука во близина. Аха, да. Можам да кажам со кого? Со Дени. Да. Дени ми откри дека на времето и он се занимавал со музика, бил клавирист, Да. заедно со Александар Митевски, имале група некоја кај што се појавиле на екран списанието, тогаш знам дека беше многу популарно да се појавиш на екран, на насловна. Да, и имале преработка на песната Макарена. Макарена. Да, како, не знам, препев некој женска надарена, така некако било и сега јас го терам. Лудо време. Да, зашто ја имаат на касета песна, му викам дај некако да извадиме, може да се врати да биде хит во Скопје, зашто не? Зашто да не. Ајде да се вратиме сега на Павле и на тоа дека се познавате цел живот. Ја не знаев, овој дел ми е. Да, Павле, па ние бевме зграда до Малтене зграда до зграда. Еве, тука е мојата зграда, тука беше зградата на Андрео Денка, Добро. да го прости, а тука е зградата на Павле. Значи како во цик-цак. Да, и тука си бевме ние, мислам од мало, јас со неговата сестра Сандра. Израснаме, бевме најдобри другари и ден денес си се почитуваме. Учевме и во основно заедно, и во средно музичко. И со Павле цел живот, мислам со целата негова фамилија, мислам си се почитуваме максимално. И со Павле секогаш сите разговори што ги водиме водат со некаков позитивен резултат. Постојано разговараме за неговата кариера, за мојата кариера, за животни проблеми, искуства, се и само си даваме некои добронамерни совети постојано, кои што не водат напред. И многу е битно да имаш денес, како што кажа, таков човек искрен, кој што ќе ти даде зрел совет за нешто, ќе ти каже права патека каде да чекориш во животот. Зошто денес некако сите се, не знам, брат со брат веќе не се сака. Да имаш некој искрен човек кој што ти мисли добро е стварно богатство. Така е. А кажи ми околу ова избувлив? Избувлив? Па, не знам дали сум толку избувлив или ја така зборам. Некои луѓе ми кажале дека вика ти, кога ќе кажеш нешто, кога ќе почнеш да кажеш, ти вика дури можеш да станеш и сликовито, значи ти така збориш. И може некој така да го доживее тоа, како овој да е нешто изнервирана, нема врска. Мислам, сите ние се нервираме во даден момент, али лоша мисла немам према никого. Тоа е најбитно. Значи е многу подобро да си гласен, а да имаш добра мисла, отколку да си лизни мазни, а да си хиена. Тоа е многу језиво. Да. Сега ќе се вратиме. Чиста ми е мислата, чиста ми е совеста, и затоа ми е чиста и музиката. Супер.
Ке се вратиме пак на Павле и околу соработката како почна се, ама ова согласно зборување во едно интервју дека баш сама се смеев кога велиш колку е добро, те прашуваат нели она стандардно прашање новинарско, колку е добро кога некој од семејството ти е познат, нели? Па сега ти си секогаш или во сенка негова, велиш не го чувствувам тоа како така, но еден дел од твојот одговор вели иако живењето какво е со Фанчо, велиш многу е гласен. Тоа не секогаш е добро или нели секогаш се трпи. Да, тоа се тие генерации кои што бараат мрежа, кога ќе им се јави некој на телефон, мислат дека ако отидат до прозорот дека ќе фатат подобра мрежа и ако викнат погласно дека ќе ги слушнат. Тоа е тоа. И сега е така? Секогаш е така. На диафрагма се става вокалот и знае цела зграда дека никогаш со татко ти правевте муабет за тоа кој каде ќе се најде или ти знаеше дека поише да влече забавно за да не му се мешаш во народното? Како одеше или сасем спонтано дојде се? Заради тоа што ништо не е планирано. Заради тоа што одличен си во народното. Нели сме те слушале како пееш, значи си можел да бидеш и таму одличен. Мислам вокалот е тој. Да, мене душата ми е во поп музиката, така да тоа нема да се промени. Значи тоа треба и да си како човек да припаѓаш таму или вамо. Така да јас припаѓам во забавната музика и тоа нема да се смени, мислам дека никогаш. Добро, а кога има некој се колеба до толку години, па после ќе фатам, ќе пеам, не знам, свадби, ова она, со народна музика, кај мене тоа нема да се промени. Добро, не беше тоа период никако во животот кога ги слушаше сите тие мелодии кои што ги создаваше тато, па? Тоа е супер. Да, ама тоа само те провоцираше да си слушаш своја музика, да бидеш така некако кога или музика е добра, како ви жанр да е, музиката е добра, да, ако е искрена, ако е добра музика, нема нема лага. Тука така да каква и музика да слушаш, ти само впиваш повеќе фреквенции, ајде да кажам. И треба да се слуша разновидна музика за да можеш да створиш ти нешто твое. Така е, кога сме кај создавањето музика ќе се вратиме на тоа, ама мене ми треба ова сега. Кога те научи да свириш гитара? Прва година средно, мислам. Не ме научи, он ми ги покажа само баре хвати акорди. После тоа почна YouTube и си учев на интернет. И велиш дека во едно интервју пак велиш дека многу можеш брзо да ја симнеш песната, ако тоа можам вака да го кажам народски. Да, овака во друштво кога сме седеле една се собравме цела естрада. Добро. Во еден ресторан, нешто пред новогодишна, не знам како се групиравме, ама буквално цела естрада беше. И знам дека во еден подрум нешто се симнавме во еден ресторан и ни донесоа гитара, почнав јас да свирам, сите пеевме. И Мартин ли, Стефан ли, он нексте ми вика, брат, ти имаш, вика, циганска душа. Вика, нема, вика, што не можеш, вика, да во моментот, вика, ти ја слушаш и во моментот можеш да ја исвириш песната. Тоа ми доаѓа природно, така да, не знам, тоа само ти доаѓа, знаеш. Или можеш или не можеш. Добар слухиста сум. Да, кога сме кај создавањето музика, татко ти велиш ти кажал еден добар совет да слушаш цело време музика која што е добра музика, ама потоа имам период кога престануваш да ја слушаш и тогаш доаѓа инспирацијата. Го послуша тој негов совет, успева? Па да, сите ние слушаме од нашите родители кои што биле успешни во работата, мислам дека не сум само ја. Така да, како растеш, нормално е да слушаш совети. Добро. И функционира тоа? Функционира и така. А тмурно време ти е како ова сега ваква за создавање музика? Тмурно време, па не знам. Така си рекол. Тмурно време на некои луѓе. Јас на пример уживам кога врне дожд, уживам. А ти уживаш во Уживам, да, и многу сакам кога врне дожд да одам пешки со чадор. Добро. И со слушалки. Тука се ствара магијата, да. И дали е текст, дали е мелодија. Да. Некако највеќе се отварам на такво време. Која беше првата песна што ја напиша? За себе? Првата песна се вика Released на англиски е аранжман правеше Дамир и Мери. Текстот ми го напиша една обожавателка тогашна. На вистина? Да, и ми рече имам текст за тебе. Стварно? Да, јас го видов текстот, ми се допадна и ја реализиравме песната. Со Бане Томато снимавме и спот. Добро. Па тука во спотот се појави тогаш Драгана Чуприна. Добро. Која што после спотот она стана водителка во бекстејдж и многу успешна водителка. Така, супер.
А тоа беше првото твое искуство како автор и потоа тргна во авторството? Како мал јас сум си отпевнувал нешто, али сериозно, како песна е таа песна. Добро, ќе те распрашам и за И Павле. тоа ќе откриам дека тоа време сега ми текна, се дружевме со Ерик Фокс од Антена и бевме во Охрид, он како се грижеше тој период за моите настапи. И имаше една клавиатура во Охрид, во станот, па отидовме до една продавница за компјутерска опрема, скупивме некои звучници од 1300 денари, кои што звучеа окей, и тука ја создадовме во Cubase првата демо верзија. Супер. Љубов ја слушаме. Тамо е столчето, оди джингл, повели микрофонот и те слушаме. Треперичко капка утринска на прва светлина што се разбудила. Имаш сила библиска што ме спасува. За мене ткаена суштина. Звезден прав низ своји патишта, те познавам од моите соништа. Гледам една вистинска што ме радува. За мене пишана судбина. Ја носиш тајната на животот, со тебе тагата е минато. Љубовта не погали со овој ветер пролете. Светиш како надеж во безкрајо, слаб сум на тој поглед твој. Само со полни гради јас не вдишувам,
си штајната на животот, со тебе тагата е минато, љубовта не погали со овој ветер пролете, светиш како надеж во бескрајно, слаб сум на тој поглед твој, само мој, со болни грани јас не вдишувам и не престанувам да пишувам, звони на љубава песна од дождот пролете, за тебе се сум спремен да направам во сите мои животи, знам ќе те пронајдам. Тара во студиото на Телма, уште 10 минути за крај заедно. Ке заокружиме со уште една негова песна. И во овие 10 минути јас ќе се обидам да нели пократки бидат моите прашања за да ти овозможам тебе одговори, но едно ми е важно дека на идолот со свој 19 години зборуваше со Пол Ван Дајк. И велиш, тој рекол нешто за што ти е многу важно, нели, што е важно за сите вас. Вели, за мене е победник, тој рекол, за мене е победник тој што ќе остане на нозе после ова. Како тогаш на 19 години Многу е битно секој артист да почне да се бара себе за да има успех. Убаво е ти да црпиш инспирација од твои идоли, значи во музиката, од музика. Одредени жанрови, да се инспирираш на почетокот, можеби некои да имитираш. Тоа е сосема окей. Сосема нормално. Али со текот на годините ти да созреваш во еден уникатен артист каде што ти ќе кажеш нешто твое со твојата музика, дали е твоја интерпретација, дали е текст, дали е било што. Али ти да бидеш ти, за да може во иднина други да се угледаат на тебе и на твојот стил на работа, или можеби да инспирираш некој да направи нешто сосема трето. Така е. Музиката нема граници, no limit, така да најбитно е, ако си вистински надарен за музика, да си погледнеш малце во својата душа, во својата емоција, кој си ти, што сакаш да кажеш со твојата музика, која е твојата порака, зашто е многу битно и каква порака испреќаш преку твојата музика, дали шириш љубов, дали шириш омраза, нервоза, така да битна работа е, тоа е многу битно. Да веруваш прво во тоа што го работиш, зашто ти ако не поверуваш нема да ти поверува ни слушателот, ни гледачот. Да. Така да тоа е тоа. Фокус, најбитна работа, фокус, верба и страст. Кога работиш нешто, комплетно се препуштиш. Така да или нафати се да го правиш комплетно, цел, или не го прави воопшто. Неколку пати имаш кажано дека треба сите како македонци, нели, да создаваме многу повеќе. Вас како автори, како музичари, како продуценти, како сакаш, нели, за да може потоа од тоа да се изнедри она што е квалитетно. Така, ние сакаме нешто да ни се случува, велиш, а ние самите не создаваме за да имаме поле, па да, нели, тамо нешто ни... Добро, има многу луѓе што работат напорно, не страдава. Али тоа ќе си се придвижија работите или не? Се придвижија, да. Мислам, тоа цело време го збориме, нема ни потреба за тоа да го збориме, да му даваме толку акцент, како дали се тргнала работа или не. Наше е да работиме, ако е добра песна, самата испливува на површина, луѓето се пронаоѓаат, не знам, според емоција, според приказна. Така да секој треба да си ја гледа неговата работа и да ја работи најдобро што знае. Па сега, Боже мој, што дојде, дојде. Да. Мюзикл, па во меѓувреме идол,
пак е нешто со јавност, Тоа нели? меѓу време пред 16 години. Така До да. невидно. И после сега, ова последниве години, 4-5 години е кабаре. Да. И затоа оттаму ти е ова со актерството или нели дека мораш да одговориш на прашањето што ако не си музичар? Не. Или имаш? За глума имам некоја дарба, јас многу добро знам да имитирам сега. Ајде, не си. Да, али тоа не сакам да го правам, многу луѓе ме тераат, ај ова изимитирај. Само што ќе те тера. Да, и тоа некако ми Ти е можеш онака спонтано да изимитираш некого, јас ќе се правам некако некак. не ми е тоа, како да ти кажам, не ми е мерак да го правам. Аха. Само некогаш кога сум расположен добро, па ако видам нешто специфично, Добро, знам тогаш. да го изимитирам. Да, тоа и во средно ми се случувало и ден денес. И многу пати се случило и некои колеги, не знам дали е тоа во опера и балет, дали е тоа естрадава колеги што пред нив сум ги имитирал. Нивните колеги? Или... нив сум ги имитирал пред нив, за да не се За да луѓе, не па се- некој се има и подналутено, знаеш, он на моментот како се смее, ама после 2-3 дена ќе сватиш дека не му било баш драго што си го имитирал. И решив тоа да не го правам. правиш. Не ми е некако како карактер, не ми одговара да изигравам. Ама оттаму гледаш дека те бива и дека би можел да и многу бидеш. луѓе ми кажале, многу значи имаш она дарба и за глумење, зашто не запишеш и за глума, али тоа е веќе на 100 страни, знаеш. Така е. Не можеш да се фокусираш на едно нешто. Мене ми е прва љубов музиката и тоа така и ќе остане. Сега сакам ја зашто да не би глумел некогаш и во некој филм. Али овака глума нешто сериозно да ме влече не. Не. Авион и јахта, тоа си посакал пред некоја година. Сега што си Кај посакал? го прочитал? Еве, Авион сакаш и да јахта. еве ти, што немаш, а би сакал да Јахта имаш? баш не сакам да имам, зошто? Ако Авион имам... и јахта. Не, Молим ова те. е некоја грешка. Еве. Авион може превеќе, тоа Добро. молим лепо. Молим лепо. Да, а јахта, мислам дека ако би имал многу пари, никогаш во живот не би купил јахта, зашто прво треба многу Одржување. Ама ти му за после и ова ти си секоја година толку пари си пораснал. направил, секоја година ти на една Знам што е јахта работата. да Ти дремеш. си пораснал после ова и си сватил дека за јахтата треба многу одржување и пари. Не, ова е Овдека некоја си грешка, не знам, за јахта не. И сега, ако имам толку пари, ќе си изнајмувам секоја година различна јахта на различни дестинации. Така да. Други нека си се грижат, други нека си ја чистат, нека си ја средуват. Ти само ќе си ја платиш за период. Така. Да. А една јахта да купувам толку пари да фрлам, не. Не. На многу попаметни работи би Добра. потрошил парите што би ги дал за јахта. Ресторан Европа. Па те предомислила. Си уште сонуваш за тоа или мислиш дека добро ти направија Сонував многу, зашто што те многу добро предомислија? готвам и сонував да имам така ресторан, али еве Павле Камиловски, зашто он е и во Добро. угостителство. Да. Он прв ме советуваше да не те лаже ѓаво да влагаш во угостителство. Вика, ќе треба постојано да си таму, треба да имаш луѓе кои што ти се блиски за да не те крадат. Добро. И вика, тоа е многу стресно, а ти не си, мислам... Како си ги мислиш? Вака и дома ми види ова многу зборува за твојата, за твојата карактерна. Уште овака да почнам да правам нешто на Миленце. Цело време. Знаеш, раскажуваш и да ме чистиш под средуеш. Си средуеш. Добро, фала за чистењето. И? Така да, не знам, во иднина може би, ако е ресторан, тоа би било нешто така мало местенце, некоја катче. Морска храна пак би било нешто? Морска и пици. Аха, со се. Да. Добро. Па со се, не со се, Со за да немам нешто. толку одговорност, знаеш, да биде така, дневно мени, тоа има и тоа да биде супер вкусно, да. Солистичкиот концерт кога? Солистичкиот концерт го презакажавме за во февруар, Добро. зашто некако многу стресно ми се виде сега декември на брзање, пред нова година се е хаос. Знаеш а кај не ќе сакам биде или не да, или во филхармонија. во филхармонија, Во добро. Македонска филхармонија, а многу голема организација е, ќе има над 26 изведувачи. Аха, на концерт, на Мислам, сцена. изведувачи, музичари на сцена. Да, разбирам. Да, ќе имам и гости, се распишуваат аранжмани, стварно е голема организација и не сакав да ја брзам. Така да за февруари ќе биде помирно, посталожено, нема да има толку евенти и ќе можеме на раат Да уживаме. Да. Добро. Фала Да, ти го за донесе на ова концерт. искрено интервју и сега одиме со заедно за крај на ова никој да не знае. Фала ти. Ајде.
Патот е многу брз до лагата, само немој да бидеш толку наивна. Чекор по чекор те убива, поклон ти дава, те навлекува. Како ти е сега со тагата, со многу солзи, со досадата. Лето по лето си оди, спомени живеат. Заедно имавме свет во кој розово се. Само ти можеш да ме храни со љубов, да ги насмееш очиве. Заедно имавме лет со килим волшебен. Шепотат звездите да не заборавиме дека заедно магични сме. Гледам во звезда, тамо си ти, во секој миг од ноќта што ми го поклони. Сите сеќавања ко хор ми пеат, само јас и ти. Доста ли е сега од тагата, по многу солзи од досадата. Лето по лето си оди, спомени живеат. Заедно имавме свет во кој розово се. Само ти можеш да ме храни со љубов, да ги насмееш очиве. Заедно имавме лет со килим волшебен. Шепотат звездите да не заборавиме дека заедно магични сме. Заедно имавме свет во кој розово се. Само ти можеш да ме храни со